Благодарам колега Панчо Минов, ја да не реагирам процедурално, иако сум член и имам право на тоа. Минатиот мандат имаше еден колега, Костадин, кој што беше евидентичар во собранието и бараше евидентни списоци овдека, листови, парадоксално. Овдека денеска колегата Панчо Минов излезе во улога на професор, па почна да ме испрашува. Ја испитите ги положив пред многу години и завршив, така да. Не сме на испит, колега, па вие да ми испрашувате. А дали граѓаните ги чувствуваат последиците од ова, ги чувствуваат и како? Велите со 3 денари дали се зголемила мојата, не знам, трошковна мок или буџетот и така натаму. 3 денари по 3 денари се собираат. Може би за вас не се многу, за сиромашните граѓани кои што немаат ни 100 денари на ден, и како се многу. И вие треба да дадете отчет и се што она го зборував јас, сушност све е поврзано. Тоа е синџир систем кој што едно од друго се прелива. Затоа што акцизата, како што зборував, повлекува цена на гориво, повлекува цена на прехранбени продукти, енергенси и така натаму. Тоа е све поврзан систем, како да не зборувам за другите работи. Ама се е поврзано буквално. Имам право да зборувам, па еби да не е поврзано, нека цени јавноста зашто вие да сте ми лектор или оценуваш на мојата дискусија. Па валда живееме во демократија, знам дека сме во тешка анархија, ама барем имаме демократско право да си се искажеме. Дозволете го тоа, вие сте долго време во собранието и мислам дека малце се занесовте, минатиот мандат бевте заменик председател овдека на комисијава за буџет и тогаш не дисциплиниравте вака од левата страна, па продолжувате и сега. Немојте, не е колегијално, не е етички. Нели заедно го гласавме етичкиот кодекс на однесување на пратениците, па да се придржуваме кон тоа, но нас не ни треба етички кодекс затоа што тој не се почитува. Ние можеме сами од себе да тргнеме и да се однесуваме етички, морално, честно кон колегите. Дали ја, како што сум кажала, дали се ноторни лаги, се без аргументи, моја анализа или мои согледувања лични, тоа ќе го потврдат граѓаните. Кога ќе слушнат, ќе кажат така е жак или не е така, на крајот, на криштата, јас сето она што го зборев, ви кажав дека го зборувам во името на граѓаните. Во името на етичките кодекси, ако се вака да се подсетам баш пред изборите, подпишавме еден етички кодекс, веќе ме навлековте, за да нема насилство врз жените во политиката. И тука, жал ми е што ќе споменам и Костадин што го спомнав што не е тука, но председателката на форумот на жените тогаш во една дебатна емисија велеше нека некој навреди жена во кампањава, ќе му мафтам со етичкиот кодекс пред очи, па ја очекував да се појави на некого да мафта за сите тие што ги расчеречија жените кои што учествува во политиката во локалниве избори сега последниве, но не се појави. Имаше линч кон Даниела Арсовска, не се појави. И се додека така лично и суетно си ги гледаме работите, нема напредија во државава. Треба да тргнеме од самите нас. Ако вие сте за доброто на граѓаните, тогаш ќе кренете рака за овој амандман да го гласате. Ако не, во спротивно се толкува дека не сте. Не знам, поаргументирано од ова не може. Не е само аргументирањето во бројките. Во сето оно што вие го пренесувате од Тиквешкиот регион, ја го пренесувам тука од Газибаба, од Скопје и од цела Македонија. Имам право тоа да го зборам?